Значи, еве и денес сум во посета на општина Карбинци, во село Таринци, со целосна почит кон сите жители на село Таринци и кон граѓаните на општина Карбинци, и имавме можност да продискутираме за се она што во минатото е реализирано од страна на ВМРО ДПМНЕ како дел од програмските активности во делот на инвестицијата во земјоделието. Значи, инвестирани се преку 8 милиони евра во областа на земјоделието, во делот на исплата на субвенции, и инвестирани се значаен дел на средства преку 1.500.000 евра во делот на изградба на руралната инфраструктура во општина Карбинци. Понатаму обезбедени се средства за многу капитални објекти од аспект на инвестиции во водостопанската инфраструктура и сето она за кои што ние како представници во власта од ВМРО ДПМН сме го ветувале пред граѓаните на општина Карбинци и на сите населени места во општина Карбинци, и тоа се реализира. Она што е најбитно, а кое што го истакнуваме на сите средби со граѓаните и каде што директно во очи им гледаме на луѓето кои што се присутни на овие средби кои што ги имаме интензивно од минатиот месец, а сега во овој период уште поинтензивно на секојдневни средби во сите села во Република Македонија. Истакнуваме дека ние како ВМРО ДПМН имаме многу реална и обемна програма со точно дефинирани проекти кои исто така се однесуваат и за општина Карбинци. Не само за општина Карбинци, за Таринци, за село Карбинци, за Аргулица, за Козјак и за сите населени места, како што се Крупиште, Балван и така натаму, туку за сите населени места во Република Македонија. На нас ни треба апсолутно поддршката од граѓаните на Република Македонија во сите населени места со најмалку 63 пратеници, за да можеме сето она кое што го планираме да можеме да го реализираме и дефинитивно во сите средби со граѓаните и со народот во Република Македонија. Дефинитивно ни е јасно дека на народот му е преку глава од кризата која што е предизвика Социјалдемократскиот сојуз и дека конечно граѓаните ќе можат на 11 декември да ја поразат политиката на Заев кој што ја предизвика оваа криза и кој што влезе во пазарење со македонските национални интереси, каде што предвиде двојазичност на целата територија на Република Македонија и целосно редефинирање на Устав на Македонија. Тоа е воопшто неприфатливо од сите со сите што ги имаме дискусии со граѓаните, со сите граѓани, каде што ја водиме оваа дискусија, дефинитивно ова им е приоритетно. Тие знаат кој води подобра политика во економијата, граѓаните знаат кој се грижи за македонските национални интереси и која политичка гарнитура може да ги одведе во просперитет и може да ја донесе подобра состојба на граѓаните. Благодарам. Добро, во средба со земјоделците истакнуваат ли, се соочувате ли со барања, можеби незадоволство од реализирани, нереализирани? Што е она што очекуваат во вас доколку ви? Да, на сите средби кога зборуваме за нашите дела и нашите проекти кои што се реализирани во земјоделието, и ние тоа го истакнуваме. Ние сме целосно исправени со чист образ да се соочиме и со земјоделците, и општо со сите граѓани, и со пензионерите, и со социјалците, и со студентите, и со средношколците, и со сите категории на луѓе во сите населени места кои што се среќаваме. Да, ние можеме да кажеме дека во земјоделието имаме реализирано проекти за повеќе од 1 милиарда евра, но исто така можеме исправено да им погледнеме во очи доколку има одредени проблеми, да ги слушнеме нивните сугестии и со нивната поддршка која што ќе ја добиеме на 11 декември. И јас сум уверен дека по реакциите, по кажувањата, по изјаснувањата од страна на
не само на земјоделците, туку на сите граѓани, дека таа поддршка која ќе ни ја дадат, ние ќе бидеме во можност сето она кое што ни го укажуваат како дел од нашите идни проектни активности да го коригираме или да го подобриме или да предвидиме како нов проект. За тоа сме тука, за тоа ги вршиме нашите средби и соочувања и можност да кажеме дека еве ние тоа го имаме реализирано во изминатиот период. Ние сме тие кои што нема да ги компрометираме македонските национални интереси, туку напротив ќе водиме политика на развој и политики, реализација на политики и проекти кои што ќе значат дела за подобра благосостојба на сите граѓани во Република Македонија. Сега кратко за крај, како заменик министер во очекување на есенски врнежи, регионот безбеден ли е во поглед на спречување на поплави како што имаше минатата година? Еве, реките се исчистени, овој наводнителниот систем. Да, се превземаат активности редовно. Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија преку регионалната поддружница Хидросистем Брегалница, Водостопанство Брегалница, регионалниот хидросистем Брегалница ги презема сите активности од аспект на чистење на каналите за наводнување и одводнување. И јас се надевам дека она што се реализира професионално и ефикасно од страна на оние кои што се вклучени во чистењето на каналите, дека овој регион ќе биде безбеден од евентуално надојдување на поголеми води. Проблемот со Козјачка река на браната? Ако ме прашувате како прашање од аспект на реализација на проект за Козјачка река, ние во изминатото имаме преземено многу активности поврзани со Козјачка река, а еден од тие е покрупните проекти кои што се однесуваат на изградба на брана на Козјачка река. Постапката е во тек, обезбедени се 10 милиони евра за овој проект, значи ние во минатото тоа го спомнавме. Започната е постапката за избор на проектант кој што треба да го ревидира проектот, кој што претходно во 1994 година бил изработен за водоснабдување првенствено на општините Карвинци и на Штип и за наводнување на земјоделските површини со моменталната состојба и потребите кои што се однесуваат на пред се брана Баргала за превентивна заштита од поплави, за фаќање на водите на Козјачка река и второ за наводнување на земјоделска површина од околу 1000 хектари во атерот на селата Карвинци, Аргулица, Козјак и овде во Таринци и со сето тоа да се овозможи едно место кое што ќе биде уредено и од туристички аспект и ќе значи една туристичка понуда, туристички мотив кој што ќе може да привлекува и рекреативци не само од општините Карвинци и Штип, туку и од целиот источен регион. Добро, што за Пишичка брана, докаде е таму? За таму се започнати активности со санација на брана на река Пишица и оние активности кои што се превземени се со цел за целосна реконструкција и санација на оштетениот дел од Пишичка брана и се надевам дека во договорениот рок, согласно договорот кој што го има изведувачот, дека работите ќе бидат целосно завршени и тука исто така се вложени значителни средства, значи се однесува на сума некаде од околу 900.000 евра, средства обезбедени од програмата за рурален развој.